Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата од наш агол. Јас сум Лилјана Георгиева. Економскиот раст е клучен за македонската економија. Во изминатиот период, како особено значајни се покажаа директните странски инвестиции. Пред се заради апсолвирање на неангажираната работна сила, но и за инсталирање на нови технологии и знаења. Знаеме на кој начин беше постигната реализацијата на стратегијата за привлекување странски инвестиции. Како во наредниот период, кога зборуваме за инвестициите воопшто и за домашните и за странските. На оваа тема во ова најново издание на емисијата од наш агол ќе дебатираме со министерот задолжен за подобрување на инвестицијската клима за домашните компании Зоран Шапурич и со поранешниот заменик министер за економија Христијан Делев. Добро вечер и добро дојдовте во вчерашното издание на емисијата од наш агол. Добро вечер, поздрав до вас и до гледачите на Македонската радио телевизија. Еве, господин Шапурич, разговорот ќе го започнам со вас. Имате ли стратегија како да ги задржите постојните инвестиции во земјава и се разбери да привлечете нови? Значи, што се однесува до сегашните странски инвестиции и оние сите поволности кои што ги има воколу земјиштето и во тирзовите и вон тирзовите, владата е на цврсто решена да ги задржи сите тие услови кои важат согласно меѓународното комерцијално меѓународното трговско право. Во поглед на ослободување на данок на добивка, во поглед на тргување и така натаму, и персоналниот данок во одреден временски период. И ние од тој аспект сигурно дека ќе ги респектираме сите тие странски инвестиции, додека важат договорите. Тука има неколку други моменти. Значи, дел од овие стимулации или субвенции на странски инвеститори беа транспарентни, но еден дел беа нетранспарентни. Именно дел од тие субвенции беа со исплата на кеш, како класифицирани информации, на затворени седници и така натаму. Значи, и тоа ќе се испочитува и се разбира и во иднина ќе работиме на привлекување на странски инвестиции, бидејќи и они сами кажуваат дека дел од тие привлекување процесот траеше 5 до 6 години, за некои пократко. Меѓутоа, сигурно оние кои се битни за технолошки развој, не оние како досега што беа лон работа, имаме увоз 495 милиони, 500 милиони имаме извоз и фактички она само што државата го субвенционира. Но оние во високи технологии и пред се што поголемо абсорбирање на македонските производи во овие фабрики. Се разбира, исто така, голема реакција беше и сега е на домашните инвеститори потенцијални, кои што велеа, еве да речеме само за текстилната индустрија. Кога имавме 25%, една четвртина или една, помалку од една третина од такви поволности, никогаш немаше да ги затвориме нашите погони и затоа ќе работиме на постепено, се разбира, изедначување на условите за домашни и странски инвестиции. Сега, се разбира, тоа пред се ќе се однесува за Greenfield инвестиции и ќе бидат транспарентно објавени, секој да се најде кај се наоѓа, но исто така и за странските нови инвестиции, значи нема да има оној затворен дел, условно кажано, а кај домашните инвестиции, пред се ќе се стимулира она производство, создавање на оние производни погони кои ќе создаваат производи за извоз, бидејќи нашето стопанство, Македонија е мала, знаете, без извоз немаме друга опција, но извоз што поголем дел на наши вградени производи, на наша памет, не само работна рака. Потоа се разбира изградба на оние погони кои што ќе бидат наменети за субституција на стратешки производи за увоз. Со тоа сметаме дека ќе биде, ќе се придонесе за намалување на неповолниот надворешно трговски баланс, односно дефицит кој се зголемува од година. И исто така посебно внимание ќе има на воведување на нови еколошки технологии и потоа ќе зборуваме поконкретно кои се тие еколошки. Важно е дека на еден транспарентен начин ќе се трудиме што повеќе да имаме производство со висока технологија, со висока додадена вредност, без оглед во која се области, што помалку, односно да немаме чисто продавање на работната рака. И се разбира сето тоа на еден транспарентен начин и изедначување
постепено на домашните инвеститори, што беше Што значи тоа поздравено од двете Што комори. значи тоа постепено? Веројатно во Па тоа концептот. не може за 2 дена, зборуваме 100 дена. Да, да се смени Од прилика да регулатива. имате некаков Да, период. имаме план дека тоа веќе набрзо на есен ќе се случи, ќе има регулатива која ќе овозможува ова што го зборуваме. Да. Се разбира, тие поволности ќе важат во одреден период исто така, како и за странските инвестиции, но ќе бидат транспарентни и секој ќе може да се најде таму кај што го припаѓа. Ќе бидат објавени јавно критериуми дали е странски, дали е домашен инвеститор да може да инвестира. Да, господин Неделев, колку вака од ваш агол концептот ЕВЕ кој што го има замислено и предвидено новата влада е остварлив и реален? Прво, ќе се навратам малце околу странските инвестиции и сакам да истакнам дека може би најкомплексниот процес што се одвивал некогаш во Македонија е привлекувањето на странски инвестиции. Тоа бара многу вложување, бараше многу реформи, многу вложување на презентирање на Македонија како бизнис дестинација и сите тие реформи што беа потребни за да направиме еден производ од Македонија кој ќе биде конкурентен на светско ниво, односно што ќе може да го понудиме како дестинација за сите тие инвеститори. И тоа впрочем и ние го направивме и затоа бевме можеби и најуспешни во да кажеме во изминатиот период. Ако во Македонија дојдоа 50 поголеми инвестиции во тој изминат период се вложени некаде околу 2,7 милиарди евра, тоа е добар знак за целиот период што за 10 зборувам. години, 8 години, 10, добро. Да, за цел тој период, тоа е еден голем успех. Така да странските инвестиции се нешто што бара вложување на поголем тим, на луѓе што знаат и што имаат комуникација со тие компании, но и што ги пратат сите тие светски трендови. Од тоа што сега го слушнав, јас сум искрено многу разочаран, заради тоа што прво е знак најдо да се задушавате после 30 дена, си извинете. Тоа што го кажевте, господине, кажува основни непознавања на проблематиката за странски инвестиции, кој, пак ќе кажем, еден од најкомплексните процеси. Прво, не постои привилегирани странски или домашни компании. Ако го земете да го прочитате законот, тој се два закона што ги регулираат странските инвестиции. Ако земете и двата да ги прочитате, значи ќе видите дека и странските компании за да земат било каква државна помош треба да се регистрираат во Македонија и треба да станат домашни компании. Јасно. Така да таа разлика или таа фама што се направи дека еве странските компании земат нешто повеќе од домашните не е точна апсолутно. И дека им се доделуваат одредени бенефиции на затворени седници. Значи и на тоа ќе се навратам. 0,01 евро по квадрат, потоа персонален данок, корпоративен данок и така натаму. И на тоа ќе се навратам, и да го објаснам за да цела да се направи една демистификација на целиот тој процес, заради тоа што се направи една фама околу тој дел. Значи, тие странски компании треба да бидат регистрирани во Македонија. Условите за тие да инвестираат се многу големи, критериумите се многу високи. Треба да имаат над 100 вработување, треба да имаат над 10 милиона евро инвестиции и впрочем ние во тој процес се впуштивме заради тоа што Македонија се соочуваше со најголемиот степен на невработеност. И ако земете не знам дали сте по професија економист, ако земете економски да ги гледате работите, тоа исто како дојдете на лекар. И имаме голема невработеност, добро, треба да направите такви инвестиции, односно да се донесат такви инвестиции што ќе ангажираат што поголем број на луѓе. На работна рака, а не на ум и на додадена вредност. Токму тоа е направено. И затоа е толку голем и успехот. Заради тоа што, верувате, не беше тешко, мислам, беше многу тешко да се убеди компании во ранкот на, не знам, Кромберт, Шуберт, Джонсон Мети или Дрексел Маре или било кој тие големи компании. Дел од компаниите беа од претходната влада. Немаше ни една компанија. Како немаше Джонсон Контролс. Тоа се Джонсон Контролс, кој што беа, знаете на кој стадиум беа? На Зелена ливада. Добро. Кој дојдовме, значи немаше ништо. Па добро, тогаш почнаа да градат, не почнаа да градат, немаше ни договор.
Имаше претходно, но не е битно. Немаше ни договор, така да Башно од претходната Нека се влада, доискаже господин Оделов. Така да, извинете, така да, тој процес даде резултати. Доколку тој процес не продолжи, аж тоа што слушнав вечерва ме разочара, тогаш ние ќе направиме еден ќе направиме еден, да кажеме, прекин на еден процес кој е многу успешен. Странски инвестиции не се носат како што тоа го опиша почитуваниот господин. Како го опишав, ништо не кажав јас. Кажав, самите вие викате, дел од тие процеси траеле 6, 7, 8 години и вашите колеги. Ама вие давате сега... Вие сакате за 20 дена да донесеме, добро. Не, вие немате концепт како да ги донесете. Од каде вие знаете? Па кој ви е концептот? Ајде кажете, докажете, ќе ви кажам. Кажете вие еден концепт што имате како да донесете, кои се моменталните трендови на инвестиции на светско ниво за кои што вие сега вашиот тим се спрема да ги нападнете, односно да земете такви компании да ги уведете да дојдете во Македонија. Може да одговорам сега заврши, значи конкретно одговор. Конкретно. Прво рековме дека сите договори од претходната влада ќе ги почитуваме. И оние класифицирани. Ја користите ли можеби искуство? Момент, оние што се добри, зашто да не. Но тие привлекли инвеститори. Сигурно дека ќе се работи на повисока технологија. Условно речено, тие шивални за мене лично не представуваат. Продавате работна рака, добивате материјал, шиете без оглед дали е текстил, не се некои инвестиции, не е некоја технологија. Одредени пак повисоки технологии ќе се трудиме што повеќе да ангажираат работна рака. Од Македонија, но не само работна рака, туку и производи. Значи, има да се потикне македонската економија да има одржливо на подолг рок. Ќе престане, еден ден ќе станеме веројатно и членка на Унија, побрзо мислам, веројатно сигурно, ќе престанат, значи мора да размислуваме за еден подолг рок. Од една страна. Од друга страна, повисоки технологии. Само момент да довршам. Значи, повисоки технологии. И второ, да бидат транспарентни. Еднакви за сите, странски, домашни и така натаму. Самите зборувате за 6 години, за 8 години сте ги носеле, а сега викате за 40 дена нема концепт. Има концепт, ќе го видите. Трпете се. Трпете се. Ама само второ, ќе имаме концепт, ќе бидеме многу координирани, нема да се случува како со продажбата на Охрид, да доаѓа од Тирс, ја продава опремата, односно халата, во истата влада. Друг министер доаѓа, ги продава машините и сега е проблемот под хипотека кај комерцијалните банки, едноставно два странски инвеститори од Бугарија и Германија, потенцијални производители на трансформатори, се заглавени. Второ, кои се реакциите? Дека беа фактички некои принудувани да имаат одредени изведувачи. Во приватна фирма дека се мешале одредени структури, не сите, да се ангажира тој и тој изведувач за хала и така натаму. Трета работа, кажав, тотално нетранспарентни. Имате ли докази за таквите обвинувања, да, или станува збор? Ќе се објават договорите, ќе се објават математиките. Кажат 2 милиарди запирка 700 милиони за 10 години. Тоа не е некоја фасцинантна на овие роудшоа, на овие промотори, на овие кампањи, на овие субвенции. Па ако се собере сето тоа, ќе има математика, ќе се види. Но сите тие договори ќе бидат, ви кажав, испочитувани. Ниту еден договор си е договор, дали онаа влада го подпишала или новата влада, апсолутно. Но ќе се трудиме да нема дисхармонизација во тоа. Вие го знаете случајот во ЕМО, кога се јавува фирмата од Германија и фирмата од Германија да ги купува машини, Тирс врши продажба, односно преку Тирс се продава одреден дел на фабриката, еден собственик имаме странски на хала и сега доаѓаат во спор се, бараат решение од владата, се разбира тоа судот ќе го реши и такви, значи ќе се работи тимски, синхронизирано и ќе се оди полека на странски инвестиции, но на високи технологии и ангажирање на домашно производство. Ние имаме капацитети. Мора да ви кажам, на времето ние зборуваме сега за биогаз, за пречистителни станици, за дроба и дроб наводнување. Па тоа го имаше во Македонија пред 20 години. Ири Франц лиценца, МЗТ извезуваше опрема во Алжир капка по капка.
Значи, зборувам, не е политикова, кај сме технолошки. Биогаз сега зборуваме, 3 фарми имаше во Македонија од 95-та, Делчево, Петровец и уште една. Значи, ние сме технолошки назад, многу зборувам, не само од тој период. Треба да ја развиваме технологијата. Без висока технологија, само со трудоинтензивни активности, нема развој на државата. Тоа на сите ви е јасно. Сте биле и вие во многу земји, јас сум посетил јадници фабрики, предпоставам вие барем стотици и дома и надвор, како тоа функционира. Значи, производство за извоз, субституција и ќе зборуваме потоа за овие еколошки бенефити. Така да се чудам, господине Кристијан, како за 40 дена викате немате концесија. Страпете се, ке видите, 11 години бевте. Па не кажете никој, се продавате демагогија. Па не е демагогија. Немате... Потоа, еве ке ви кажам пример. Ајде да се вратиме. Дали ќе може дали ќе може само да се слушаме? Вие кажавте себе, слушам. Не, една реченица. Еве, странските инвеститори, посетивме во ред. И вика, па се трудиме, ќе видиме сега, да, и тие викат повеќе домашно производство. Тие вода од странство носат. Сокови газирани, викам, да, тоа е грешка на добувачот, ќе исправим и така натаму. Значи, тој треба да покаже еден пример дека прво општи стандарди дека храната и водата треба да бидат на обкружување 100-150 км. Тоа е светски стандард, не е само еколошки, здравствен. Значи, тие странски фабрики, јас лично вака, му кажав дека од каде, викам сега овде, странски пијалоци, да зборуваме за вода, за газиране, да не спомињаме имење на фирми и марки. Да, викат голема грешка, прв пат некој да ни каже, навистина ние како странски инвеститор треба да користиме домашна храна, домашна вода, домашни пијалоци, национални, мислам, македонски, се разбира. Ајде да се вратиме во реалноста, господине Шапорич. Па кај сме сега? Во реалноста да се вратиме. Вие мислите, јас дека за 30 дена во области сум дошол? Па 11 години сте били на власт. Зборувате демагогија. Ајде да видиме структурата. Еве, да ви го земаме пример Куманово. Добро. Имате 8000 луѓе невработени. Добро. Од тие, па добри 6000 се неквалификувани. За кои високи технологии? 250.000 народи се исели во ваш период. Дали сте криви, тоа е факт. Не. За кои високи технологии зборувате, господине Шапорич? Вие не знаете структурата на луѓето, што треба да се вработат. 50-70% машински градба на ракети, а имате луѓе кои се неквалификувани, кои треба такви... Па вие сте ги довели во тоа, 11 години што не сте квалификувани. Господине Шапорич, транзицијата што вие проведовте. Вие не знаете. Криминалната транзиција што вие сите тие фабрики... Кој вие, јас? Па, вие бевте, вашата партија тогаш беше на власт. Сега ќе ви кажам, не знаете. Така да, морам да му кажам ова. Тие луѓе сега да ви кажам остана за законот за приватизација. А либерално-демократската партија, морам да кажам, либерална потоа либерално демократска. Вие кажавте неколку работи да се транзицијата имам да ви кажам многу. Дали може еден со друг да се сослушуваме? Имате компанија, една од најголемите компании во светот за производство на автомобилски делови. Добро. Доаѓа во ЕМО Охрид, инвестира, треба да вработи повеќе од 3000 луѓе на крајот од ден. Сисели народ, нема доволно. Значи, 300 народни сисели. Треба да вработи повеќе 3000. Значи, прави договор, инвестира, доаѓа некоја компанија од Бугарија што купува неколку делови од банка. Да, зборуваме за ЕМО. Купува германска и бугарска фирма дупла продава. Ама не може германска и бугарска фирма. Дај да видиме кој се. Зборуваме за најголемиот производител на автоделови во светот. Компанија која има десетици милиарди на друг опрема. Ние не продадовме, господине, банката продаде. Тоа беше треба да се информирате. Прво да се информирате. Ама хипотека државата не продава. Хипотеката си ја продава, тој што е собственик на хипотеката, тоа е си ја банката. И сега си би имало лицитација. Како ќе го решите вие да сте вие власт? Ама како ние може да го решиме? Ама тоа ние не треба ни да се мешаме, тоа ви е вашата грешка што вие се не се мешаме. Па еве вие викате. Па еве викам сте создале хаотична ситуација. Нема создадена хаотична ситуација. Вие правите хаотична ситуација. Добро. Дали може да не се задржуваме само на едно конкретно прашање? Не, транзицијата да кажем само кој гласува за закон. Само на кратко, да, за да продолжиме. Демократската партија и либерална, потоа либерална беа за ваучер систем. Добро не се прифати. Законот за транзиција, вие не знаете. 93 година и 94 пред тие избори беше изгласан со гласовите на сите пратеници на ВМРО ДПМН. Проверете, прашете си ги пратениците. Значи тој закон вие сте го гласале.
заедно со другите. Значи ВМРО не може да се амнестира, тоа е едно. Второ, приватизацијата на ОКТА, на другите објекти, да не зборувам за Стопанска банка, Телеком и ни за други беа настанати во период на ВМРО ДПМН. Чеки само да докажам. Значи, ама сега да докажам. Не вистина дека ВМРО гласало за закон за Македонија. Не знае која направи криминалната транзиција во Република Македонија. За закон, дали може да се сериозно, задржиме за темата? ВМРО ДПМН и за првиот... Транзицијата, што во Македонија криминал, што се затворија сите фабрики, вие што зборувате? Може да ви кажам, 90, проверете, прашете ги тамо кои Дали биле во може парламент. да ја заокружиме тука темава за 93 транзицијата? и 94 наспроти изборите беше донесен законот за таа транзиција каква што беше. Ја не се согласувам со тоа. Ама вашата партија гласаше и бојата не. И јас не бев пратеник тогаш. Прашете ги вашите пратеници. 300.000 луѓе во Македонија што станаа без работа, знаат тоа кој спроведе. Јас знам кој го донесе законот и вие го донесовте. Прашете ги. Па се криминална приватизација. Се амнестирате од не, ја не се согласувам со таа приватизација, ниту сум учествувал, ниту па мислам да се амнестирам, да не се амнестирам. Значи законот гласаше ВМРО ДПМН, тоа јавноста го заборавила. И 93-та и 94-та, фамозниот закон, така наречен. Дали може тука да ја затвориме дискусијата околу транзицијата? Ајде. Значи да се вратиме и други, рековме, ОКТА, Телеком и така натаму. Гледаме Гледаме Телеком кај ги заврши, ќе видиме. И привлекување нови. Значи, ако ја тргнеме политиката настрана. Политиката да тргнеме. Тој цело време ја вика вашата партија, вашата резна влада. Ако ја тргнеме политиката настрана и обвинувањата дека странските инвеститори нели доаѓаат во земјава, ги земаат парите и ги изнесуваат надвор, општата практика јасно покажува дека некој... Добро, профитот може да го изнесуваат, но работава ако најдат на клима, поволна да реинвестираат, иначе не може да забраните вие. Тука се согласуваме, нели? Голем дел од странските... Дека треба да им забраниме да ги носат профитот, добро. Дека дошле така од... Значи, прашањето ми е, имајќи в предвид фактот дека голем дел од странските инвеститори покрај прва, втора, па дури трета инвестиција има повторно. Значи, прашањето ми е, колку нашите практично компании се вистински партнери на странските инвеститори. Сигурно, ако се потикнува, реков домашната технологија, имаме ние памет, имаме ум, ви кажав, ние имавме биогаз, пречистителни станици, систем капка по капка, се работе во Македонија делови за тенк. Абе да ви кажам, не е СФР до 96-та се произведува дроба до 2000-та метална, каси се извезува сателитски. Како СФР 2002 немало СФР? Значи, зборуваме за сегашниот концепт на владата. Ама да ви кажам, еве сега. Значи, треба да се врати, има знаење, има луѓе. Но, кој е проблемот? Значи, државата во ред. Еве, и претходната и ова влада се труди да стимулира студирање на технички науки. 60-70% од инженери, електро и машински одат надвор. Сте ги посетиле, вие гледате дека кадар не остасува пред се од тој заварувачи, немате вие на Балканот, не само Македонија. Не е лесно да ги привлечете. Но, ако зборуваме за инвестиции за Роучоа, кај се резултатите ова што бевте во Бразил, Аргентина и други тие земји, Роучоата, има некоја дојде инвестиција? Кина, Индија, Субрата Рој. Точно ли дека и вашата влада исто ќе го задржи концептот на роудшоу? Значи, многу минимизирано, многу рационално, без големи реклами, без оние скапи промоции. Јас ви кажав, наскоро ќе се излеви, вие знаете математиката, а математиката колку се реклами, колку се промотори. Ако донесете еден инвеститор во Македонија, ја ќе бидем пресреќен. Добро, прво, не кажете една работа што вие на странски инвеститор ќе му понудите или што вие ќе му кажете на странскиот инвеститор за да дојде во Македонија. Да не кажеме дека транспарентно подедник ќе знае, ќе има табела ова и ова, а не во 4 очи да се договара, вие екстра имате за ова инвестиција, екстра за ова. Какви 4 очи што зборувате? Па имате класифицирани договори. Па имате компанија која што котира на 4 берзи, која што сите информации ги класифицира, вие ќе ги објавувате на компанија која има 50 милиарди евро обрт. Ама зошто се дадени екстра субвенции за да ја декласифицирате тие работи? Точно ли е дека биле давани екстра субвенции? Да, нема екстра субвенции, врз основа на кои критериуми? Со законот. Имате закон. Екстра кеш давано. Значи нема ништо екстра кеш. Законот за државна помош е најусогласен закон со европската регулатива. Секој 6 месеци, некој не добиле. Секој 6 месеци, дали ги исполниле критериумите? Па некој давале храна, па за храна добиле 500 Европската комисија прави увид на сите тие процеси, договори што ги има склучено владата.
бидејќи законот за конкурентност на Европската унија еден од најстрогите закони. Ако ние имаме прекршено, верувајте, таа инвестиција ќе добиевме одма. Ама ја викам, лоши закони сте донеле, бе, Кристијан. Не викам дека законот е комплетно согласен со Европската комисија. И Европската комисија прави мониторинг на тоа. Значи, не постои таква фама вие што создадовте кај граѓанството дека нешто екстра се дава. Излезе со податоци. Ај сега да ви кажам. повелете. Кога сме кај извештаите на Европската комисија? Република Македонија е заробена во статус кандидат, го доби 2005 кога пред да дојде ВМРО ДПМН на власт и од тогаш се закочи целиот процес. Очигледно индиректно, не директно се содаваше. Ама да докажете странски инвестиции. Чекаме дека нешто стразелуваш. Ви зборувам за Европска комисија. Европската комисија за регулатива. Јас ќе ви кажам, значи, Европската комисија, извештаите на Европската комисија во последни 5 години, погледете, поглавје по поглавје се катастрофални. Во енергетиката, знаете, 0 добивме. Имате good progress, very good progress, low progress, no progress. То се оценки. Иако се таму дадено полајт. Вашата влада беше глувана, укажува. Не зборуваме за овие политики други, каде што кажува нема слобода на медиуми, нема демократија, нема независно судство, партизирана 180.000 луѓе. Работивте ние да не е избркан, ќе се барат решенја. Не е точно ништо тоа што зборува. Па ќе ги излезат бројките како не е. Значи не е точно, апсолутно е во делот на енергетиката, апсолутно. Ајде го видиме извештајот. Немате врска што зборува. Па имаме, па самиот Копач рече, господинот од Европската дека е лоша оценка и дека Македонија треба да се труди. Да, и зошто тоа? Знаете зашто? Предходната власт. Ама не, зашто е тоа? Па ние не им објасните на граѓаните дека треба да се качи електричната енергија за 50%? Не е така. Па значи, либерализацијата ќе оди постојано согласно она што вие сте утврдиле. Ќе видиме сега големите потрошувачи, на пример, еве, ајде да спомнам компанија, не можеме само да збориме општо. Европа Скопје вика, Европа, фабриката за шоколади, годишно, месечно имаме 10.000 заштита со либерализацијата. Значи 120 некои други поголеми. Ќе видиме како ќе имате различни случаи. Во Бугарија имате либерализација, па цената е пониска во однос на Косово, каде што нема, на пример, или во Босна. Се разбира тоа се без. Знаете колку е електричната енергија во Бугарија? Во споредба со Македонија? Колку е цената? Да. 15% е повисоко. 15? Да. 50% повисоко. Не, грешката. 15. Сега да ви кажам. Ќе видиме до две. Јас не викам дека не треба предпазливо да се оди кон либерализацијата. Пред се заради домакинствата, ние ќе воведеме ефтина тарифа. И тоа ќе биде усогласено со Европската комисија. Очигледно дека темава ја прошируваме. Ако беа оние, во секој сегмент од прашањава, не произведуваме 50%, имаме субвенции, 600 милиона увозна храна. Имаме за домашни ви кажам сега. Не кажавте што ви кажам што су за регулатива за домашни компанија. Може ли кажеме повелете, ќе имате транспарентно подеднакви услови сите. Што е оно што држава ќе направи поразлични и попримамливи во однос на земјите од регионот. Бидејќи реалноста покажува дека едновремено се борат сите земји околу нас. Тука се согласуваме. За инвеститор повеќе. Сите се борат. И Бугарија, и Србија, и така натаму, и така натаму. Значи ние ќе имаме и правиме големи напори за привлекување, но не секој шивални ништо не носат добра на држава. Ние да нема да ви дојде. Вие донесете шивални еден куп. Ама ние да нема да ви дојде на вас. Но само шивални ќе видите. Еве новиот закон за покачување на данокот, тоа од старт. Па чекайте бе полека. Од старт сте најнеконкурентни во Европа. Од најнеконкурентни само увозот на струја ни расте од година у година. Косиот мост се сруши, ништо не направивте. Рек Битол 80 милиона евра го ремонтирате, не работи првиот, вториот блок, третиот. Сега зборуваме за странски инвестиции, вие ништо не кажавте. Па ви кажувам бе, човече. Господин Шапорич, да не сте вие погрешиле професијата, не сум ја погреш. Прво вие сте во странски инвестиции. Да не сте залутале таму случајно. Знаете кај сум јас бе, вие имате заблуда од вашиот лидер на Унија на млади си, јас сум регулатива за подобрување на бизнис клима во земјата и привлекување на домашни инвестиции. Што ако се смеете, мислите се пожалете? Да, уште еднаш прашањето 200 пати повише фабрика од вас. Колку компании сте донеле во Македонија? Еве конкретно една кажете. Јас за 20 дена. Ма еве во текот на вашиот живот сте работеле. Сум работел во МЗТ, дошле милион, МЗТ извезувал антени сателитски, извезувал постројки. Па конкретно јас работам право на меѓународни договори, сите што беа во тој период преку мене. Сме формирале како МЗТ 10 компании, конкретно ја во мојот живот. Сум бил консултант, сум бил професор. Абе кој СФР до 95-та ви кажам СФР, консултант сум бил, сум правил проекти, закони.
Може ли да се вратиме стратешки план за решавање регионални депонии пред 11 години. Ништо не сте мрднали, сега не рековте тоа. тоа. Дали може да конкретно прашање? Значи досега бевме фокусирани на автомобилска индустрија и на други индустрии, кои абсорбира значителна работна сила, а при тоа се водеше сметка, се разбира, и за еколошкиот аспект. Значи кога сме кај екологијата, која може да биде и бизнис, за каков концепт размислувате за решение на депониите и од еколошки и од економски аспект? Македонија создава околу 1 милион тони комунален отпад. И ако може да се држиме конкретно на темата и прашањето. 54 имаме диви депонии. Еве ќе кажам која странска инвестиција донеле тие во градот Скопје. Значи од тие само една дрисла ги исполнува дел. Иако има инцинератор за согорување кој е под европските стандарди 1100 степени, нема 2 секунди, се согорува се и се што. Сега, концептот јас кога бев министар за животна средина, 11 регионални депонии, пред 11 години донесено, 11-7 регионални депонии, 5 до 7, имајќи ја предвид географската плюс скопската. Сега, ние за 11 години ништо не е направено да се реши. Отпадот е проблем. Отпадот ќе го претвориме во еколошки проблем. Ќе стимулирам рециклирање. Еве да ви обрастам најпросто. Значи не рециклирање, пресирање, еве просто пет амбалажата, знаете што е, па потоа сецкање, мелење или барирање, туку до финален производ гранулат, кој има пласман во извоз. Значи решаваме отпад, ја чистиме државата, во исто време економски бенефит. Сега морам да кажам кои странски инвестиции ги донеле они. Нема да споминјам имена фирми, не е коректно. Не е принципиално и за вас, и за добри, и за лоши примери. Окрај, ако ги збориме добри маркетинг, треба да правиме или негативни или позитивни, не е коректно. Градот Скопје, кај што е вашата партија на власт, донесе странски инвеститор, една фирма од една земја во близина во регионот, иако имаше многу посериозна фирма. 80-20, даден период на 30 години, концесија. Се обврза за 5 години да инвестираат 72 милиона евра. До сега инвестира 0. Договорот беше склучен без пенали, без рокови, па сега градот го обнови. Ете, еден пример на тотално неуспешно, не знам колку сте во тек, може вие не сте биле тоа. Градот Скопје и 5 години, убав филм има тоа на Као Скопје 2014, Дризла 2014, сега го продолжија Дризла 2017, преселекција, компостирање, согорување на отпад, поминете таму, како што биде. Да биде уште поголем парадокс. Значи да не се задушуваме само на еден пример. Градот Скопје, пред да ја даде на концесија, им набави механизација, као за своја фирма, но веднаш потоа даде. Значи, нема да има такви примери, нејавно приватно партнерство, такви негативни, каде што странскиот инвеститор 0 вложи наместо 72 милиона. Појдете од Дризла. Дека вие треба да бидете инвестиција странска. Не министер за странски. Ама чека да ви кажам, чим толку отпадот, вие значи немате појма од економија, отпадот е сегде бенефит кај нас е проблем. Значи ви кажа Шведска дори увезува професијата, тоа сакам да кажам. Тоа е отпадот е економска категорија. Токму инвестициите се најголеми во Шведска во екологијата и во зелени технологии. Ние имаме проблем ѓубре 100 милион тони. И ние проблем се здравието ни е. Значи екологијата носи економски бенефити, не само здравствени и еколошки. И тоа треба да биде приоритет. Вие можеби сте пробале, не сте успеале, односно имате класичен пример на неуспешно, не вие, но вие имате од домашни и странски инвестиции, странски на овие Скопје 2014-2017, не па Жални врби 220.000, па нема, еве, не сум ја сгрешил, увоз, бидејќи сте економиста, на 500 палми за 500.000 евра, франко Скопје, кои се исушија, па зар не е тоа економска категорија да размислите што ќе правам со народните пари? Па нема, ќе ги вложуваме, ќе ги враќаме во стопанството. Тоа е концептот, немање концепт, имање, нема да се права. Од овој агол, каде гледате нееднаквоста меѓу домашните и странските инвеститори во земјава? Што е она што може би сте можеле повеќе да направите, меѓутоа не сте успеале еве во поглед на подобрувањето на условите и бенефитите кои што ќе сте ги понуделе на домашните инвеститори? Апсолутно нема никаква дискриминација помеѓу домашните и странските инвеститори. Ние впрочем имаме и две компании, домашни компании кои се релоцираа во Тирс и кои што произведуваат. Така да тоа е само доказ дека нема таа разлика.
условите за влезот во ТИРС се високи. Потребно од компаниите да бидат 100% извозно ориентирани. Потребно од истите тие компании да вложат сериозни средства, десетици милиони евра. Така да нашите компании, поголем дел од нив, кои работат на домашен пазар, не можат да ги користат тие бенефиции заради тоа што тој сет е наменет само за извоз, бидејќи доколку ти ги ставиме домашните компании во ТИРС и произведуваат за домашен пазар, ќе се направи хаос на македонскиот пазар и нема ќе се уништи целата, ќе се направи нелојална конкуренција. Тука се согласуваме, затоа е направен тој концепт. Па не постои. Домашните компании ние почневме со неколку многу добри проекти, нели, тоа проектот што беше Учиме од бизнес заедницата, па странските консултанти во домашните компании, сите тие проекти, сите тие процеси помогна да многу голем број домашни компании да видат дека пазарот е подалеку од Белград, за да може да им дадат ноу-хау на нашите менеджери. Пазарот ги диктира условите. Така е. И тој процес треба да продолжи. Друг еден проект што го почнавме со Светска банка, кој мора да продолжи, и апелирам на новата влада да го продолжи, е тоа што, еве се мачи од преска да го каже господин Шапориц, вика spillover ефект. Односно, ефектот од странските инвестиции врз домашната економија. Тој проект е многу важен. Демек, вие знаете англиски, јас не знам, добро. Тој проект треба, тој проект мора да се продолжи. Тој проект мора да се продолжи заради тоа што само така нашите компании ќе ги направиме и технолошки ќе ги развиеме и ќе ги направиме да бидат главни добавувачи на тие странски инвеститори. Значи не исто сме, само ние ќе го убрзаме. Тоа е и целта. Тој процес почнува од носење на странска инвестиција и постепено во текот на годините тие повеќе и повеќе ќе го ангажираат домашната економија, односно домашното стопанство, за да биде добавувачи. За некој тоа не може. Например, за Джонсон Мети не може да имаме домашен добавувач, бидејќи 90% користи платина. Македонија, не знам дали сте видели, увезува повеќе од 70% од светското производство на платина. Ние немаме тоа, така да во тој сегмент не можеме, но во другите делови, да, секако. Кај другите добавувачи секако. Еве, сега пред некој ден почнува за некој ден ќе почне фабрика во Штип која што ќе произведува текстил за сите тие, да кажеме, што ги нарекува господин Шапориц шивални, за седишта за автомобилската индустрија, односно за тие луксузни автомобили што се произведуваат. Така да не е тоа лон. Колку е извоз, колку е увоз, кажете би е планирано, колку ќе биде материјалот, колку ќе биде инпутот, колку аутпутот од државата. Значи извоз, увоз и колку ќе биде работната рака. Еве, ако не е лон, кажете ми само од прилика. Ќе го произведуваат, повеќе од 50% додадената вредност ќе биде во Македонија. Тоа е добро, ако е така. Овие другите не се. Ај сега ја кажам, нему упаѓа во збор, може да не ми упаѓа. Повелете на кратко. Значи, она што е добро, се ќе направиме, истото го повтори што наш. Значи, не како искуство. Значи, јас кажав, вика немате концепт. Јас кажав дека имаме концепт да продолжиме со странските инвестиции, што е повеќе можно да ангажираме домашните во тие странски. И вие го кажавте, ако немаме концепт, не знам. Ако се согласуваме, тоа е добро. Рековме сите договори ќе ги почитуваме. Не ме прекинувајте само. Но исто така нема да одиме по роушоа во некои земји екзотични, каде што не Бразил беа 2-3 недели 5-6 има, ни една инвестиција. Нема да имаме авантури како со брата Рој 30.000 крави ќе бидат, па никаде ги нема. Секому беше јасно дека 30.000 крави се невозможни, нема ни вода, ни услови. Нема да идеме, не знам, во Индија ќе одиме, но да имаме 2 месеци, 3 месеци роушоу, а инвестициите нула. Немало така. Имало, како не роучоа ќе ги знаете подобро, вие сте биле на 50 на роучоа, веројатно. Актуелно прашање, господин Шапориц, колку е компатибилно како извршна власт да се кажува колка ќе биде најниската плата, прето споруваме за приватен сектор. Исто така има информации во јавноста дека... Значи, прво сите мерки не се објавени. Значи, беше кажано дека тоа се работи за еден концепт друг. Ви имате десничарски, либерално-демократски, социјал-демократски и така натаму. На кој начин вишокот на администрација ќе го трансферирате во приватните компании? Значи, тоа е концепт социјал-демократски, која што ние сме во коалиција како втора партија во таа коалиција, бидејќи има 3 пратеника, но и по силина. Другите се далеку зад нас, се разбира, СДС е прва партија.
тие доминира во таа програма, имаме ние своји деловни, од концепт е прогресивен данок и се разбира субвенција на најниска плата. И тоа е идеолошко прашање, легитимно и легално. Иако да речеме и ВМРО ДПМН дека беше 11 години на власт, има некои типично левичарски потези, но и тоа е легитимно, така се определиле. Значи, дали е тоа, ако е таква определба, ако е таква програмска, молам, може и тоа да се случи и ќе се случи, како што го замислиле. Сега рековте колку, извинете, последната? И дека вишокот на администрација... Значи, вишокот е очигледен. Не, тоа ќе го вработувате во приватни компании. Не е наша констатација, но нема реваншизам. Ниту е еден, верувајте, вие ги познавате луѓето, заеднички пријатели имаме, познаници од разни основи, ниту еден не е отпуштен. Никај мене во кабинет, кај што се малку се разбира. А планирате ли ги вработувате во приватни компании? Значи, нема да биде отпуштен, нема реваншизам. Не планираме, значи, ќе има понуда до... И тоа е систем кој треба да се разработи, не е тоа преку ноќ. Самиот кажа дека системот не го рушиме, ние системот го надоградуваме, но администрацијата е преголема. Наспроти тоа, одредени струки фалат, како IT струки во администрацијата и во ваше време, и во ово, и во идно време. Така да никој нема, дека бидат спокојни, 100 пати сме го кажале. Че никој нема да остане без работа. Никој нема да биде отпуштен. Дали ќе го задржи работното место во државниот сектор или ќе биде и во државниот ќе биде цел план да го прифати бизнис секторот. Значи начелно првично треба да се преговара. Бизнис секторот е заинтересиран да добие добар квалитетен кадар, оној што ќе може да отиде, но се разбира, ви кажам, никој нема да биде. Така да, господине Делев, само секунд, стрпете се, ништо не е страшно, 11 години сте биле на власт, 30 дена во опозиција, не фајка нервоза. Па не е страшно, власт има време, кроз 10 години може 5 ке дојдете пак на власт. За мене не е проблемот лично. Не верувам ништо за вас, но зборам за да ви кажам, некои други, за вас не, знам дека не е зборуваме за странските инвестиции, нели, впрочем емисијата е и за тоа господин Шапарич. Не, се добро, за домашни и странски инвестиции. Добро, поврзано се. И регулатива и така натаму. Се е поврзано. И политичката криза е... Господине Шапарич. Бе молам накуса. Концептот, односно немањето концепт, Абе, како немаме сега, кажавме, како да привлекувате странски инвестиции, истото го кажавме, јас и вие нема концепт. Ќе се одрази многу негативно, многу негативно. Никој не рекол, сами се давате фама, лажна спинувате на навика 11 години, сега ваѓа прогресивниот данок. Прогресивниот данок. Да го каже својот став. Прогресивниот данок. Сите тие измени. Сите тие измени што се планира. Рамниот данок прв, знаете кој го предложи? Ќе донесат ако може да се слушаме. Сите тие измени што се планирани, дали во делот на прогресивниот данок, дали во делот на, да кажеме, на сите тие даночни измени што следуваат, последователно на тоа, Македонија ќе направат една од најнеатрактивните дестинации во регионот. Потребно е само да поминете границата, не знам, Табановци или дојдете во Бугарија, ќе бидете многу поконкурентни заради тие измени сега и без што вас. Сега, а Бугарија е поповолна затоа што земја члека на ЕУ. Видете ги вие сите индикатори на doing business, на сите тие релевантни светски. Тоа е розова слика, тоа е само за некои процедури. Компаниите, господине Шапарич, по doing business, ако може завршите зборови на господинот Делов, веќе сме на самиот крај. А вие немате појма, не сте Чаба сте одели у Бразилија. Дали може да го задржиме нивото на комуникација? Основни познавања пати сте биле, никого не сте донели. Сами се палевте како сте биле Азербејџан, Казахстан, да се богати земји, ќе дојдат тука, не знам, многу шеици. Вие лично кажувавте се фалевте, не донесете. Јас лично сум кажувал. Значи, ви благодарам што бевте дел од вечерашното издание на емисијата од Нашаго. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Се гледаме следниот вторник. Пријатно. Секунда само малце посипирано да бидеме. Да седи.